Не сакам да мешам религија, но сакам да дам споредба. Дека кога одиш гласа за некој што те уништува, еве во Битола скоро сите гласови ги зедаа кој? Тие што владеа, што ја уништува општината Битола. Од градоначалници до советници. И се гордеат, века, видете, ние направивме фантастичен успех, ние победивме, добивме толку и толку илјади гласови. Јас сум сила сега во Битола. Како што господјата Габриела се прикажува, сила со гласовите на СДС што ги зедоа пола поќе и сила со криминалните бизнисмени од СДС и од други партии. Замислете како креираат една лажна илузија за себе, но благодарение што демократи постојат, што ја зборуваат вистината, што нудиме решенија 99,9% и што знаеме сигурно дека ќе креираме една функционална и правна држава, една за секогаш. Време треба народо, гласачите да се освестат, да излезат и да гласат единствено за демократи. Нема за кој друг да се гласа. Све се ова другите преваранти, Метрич. Господин Јорго, ги прокоментиравме ВМРО и Левица, ќе биде неблагодарно доколку не направиме една анализа на СДСМ што доживеа овие локални избори. Еве, двете подпредседателки на СДСМ излегуваат јавно и говорат. Едната беше и кандидат за градоначалник на Скопје и направи големо ништо. И говорат како не доживеале пораз, него напротив велат победа. Мислам смешно ми е да го велат победа и дека им бил голем успех. Голем успех им бил. Прво порака до тие господи и до сите што се во СДС во врвот на партијата и до гласачите. Не дека тоа е неуспех, тоа е срам и брука да бидеш дел од СДС, да бидеш дел од криминална партија која што прерасна во криминално здружение, прво е срам и брука. Јас многу пати си имам прашано зошто не се честните луѓе дел, ако се веќе честни, како тие се прикажуваат и горди, дел од демократи. Зошто сака да биде дел од криминална политичка структура кој што не јас дека велам. Што викаме делата го краса човекот, дека 35 години докажуваат дека се зло за Македонија. Ја уништуваат Македонија. Ја плачкаат, да не зборувам од времето на приватизација, плачкање на фирми и богатството на Македонија на народот. Да, значи јас вака ги прашувам сега, ги прашам сите. Јас ги разбирам тие што имаат голем финансиски интерес и што се по природа лоши луѓе, криминогени и психопати. Ги разбирам да бидат дел од овие криминални политички структури. Но јас не ги разбирам добрите луѓе. Зошто се дел од СДС, ДПМН, ДУИ и тие 6 на парти? Зошто се дел од знам, зошто се од Влен? Меđutim, 4. пат победува бе луѓе во Чаир. Го накази Чаир со диво градбите. Кој знае колку пари има испокрадено. И луѓето вика браво, победе. И таму пола албанци и поќе гласат за него во Чаир, гласат за Дуи. И се јас ги прашувам и албанците, и македонците, и сите по национално што гласаа за овие луѓе. Зошто гласате бе луѓе? Да ви се доуништи живото? Да ви заминат децата? Да имаме болници, мртовечници кои ќе одиш таму да умриш? Наместо да те лечат? Зашто гласате бе луѓе? Посвестете себе, дојдете во демократи, да направиме промени и ние да бидеме како мала Швајцарија. Дај бе луѓе да имаме и ние добар живот. На овие години мене не ми треба ништо, само ми треба мир и спокој. Јас немам мир ни спокој во Македонија. Затоа што гледам како ова држава тони, како луѓето страдаат. Затоа мојата порака до сите, поготово ме праша за СДС. Да. Како и другите што кажа партии, тотално криминогена партија, партија која што за жал ја уништуваше Македонија и денес уништува,
И тие две господи слободно може да дојдат во демократ и ги повикувам. Колку е стеснен просторот на Филипче, уште колку може да се препока лево десно за да остане председател на Социјалдемократскиот сојуз? Дали има голем маневар? Не сакам да коментирам за Филипче, бидејќи не ме воопшто интересира. Филипче е дело на Заев, а Заев е дело на Бранко и кога гледаш тоа е таа една група на луѓе кои што за жал на место како вела дека бил врвен лекар да си биде лекар, влезе во матни води и за жал ќе тони, но сите овие партии што испомнавме се зло за Македонија. Историјата ова ќе го памти, јас што зборувам, што другите луѓе зборуваат, има многу луѓе што го кажуваат истото, го слушам помеѓу народо, ќе памти. За да не ја изгубиме Македонија, затоа се формира демократи од народо и секогаш ќе работиме за доброто на Македонија и народо, бидејќи ние сме народо. А ова багра се знае. Затоа реков, не сакам повеќе да зборувам за нив, само едно ќе кажам, делата нивни кажуваат се. Нивните дела се зло. Една работа нема добро направено за Македонија. Една работа. Сите овие партии, поготово ДПМН, СДС, имаат имот во милиони евра. Запрашај се од кај му се парите. Запрашај се. И да не зборувам сега, најнов тренд има преку 1.000.000 евра во, се слуша, популарната секта, Левица, успеале одма на брзина да купаат во вредност на имот во 1.000.000 евра и ќе продолжат и ако народо и понатаму му продолжи да им дава гласови како и новие и понатаму владеат со државата и се во можност да го дрпат буџетот на Македонија, поточно на народниот буџет, ќе се богатат.